Почитувани слушатели, продолжуваме со радиофилм и започнуваме со она што го најавив на самиот почеток. Разговараме со режисерот Горан Тренчовски, режисер кој што е почестен гостин на овогодинешно издание на Угода сцена. Пред се, господине Тренчовски, ви благодарам за вашето присуство. Како се чувствувате? Одлично, во Штип секогаш се чувствувам, пријатно и се надам дека таа атмосфера и тоа расположение ќе продолжи понатаму. Така, имате завршено театарска режија на Академијата во Нови Сад. Интермедијална. Така. Вашата кариера се претходи на тоа дека режирате и на театар и во филм. Најпрво ви ве запрашал театар или филм? Па да, искуството се сведува на интермедијално вкрстување на тие, би рекол, родови, жанрови, медиуми. Секако дека тоа школување што го имав на Академијата за уметности во Нови Сад многу беше корисно за да се испробам во сите медиуми. И практиката кажува дека некогаш кога немаш ангажман во театар, треба да работиш во друг медиум, во телевизија, каде што, да речеме, имав јас прекрасна можност како вработен, постојан режисер во македонската телевизија. 10 години работев таму и сега каде што практично сум слободен уметник и каде во таа позиција, во такво некое својство, немам можност многу да бирам, туку проектите некако ме бираат мене. Едноставно сакам да кажам дека подготовките на овие проекти кои што доправа ме очекуваат веќе се при крај, а она што претходело, значи во театарот и во филмот и на телевизијата, па и во поглед на пишувањето, значи тоа значи дел од тие проекти ги има веќе во дистрибуција во медиумите, во телевизиите, она што се нарекува репертоар, значи во театрите има некои представи кои што се уште на репертоар. Меѓутоа ме интересира повеќе и како и нормално во некои други времиња, така и сега, независната продукција. Така. Значи таа независна алтернативна продукција каде што човекот, уметникот, па и актерите имаат можност малку повеќе да истражуваат со еден поинаков дискурс, со еден поинаков пристап и ангажман, и тоа повеќе ме мотивира, ме исполнува и тоа искуство што го имам последните години со кинотеатарот звучни слики, значи тоа е моја независна, значи самостојна театарска и филмска продукција, каде што целиот потенцијал креативен го насочувам во поглед на тоа истражување и на правење и театар и филм, значи така, нешто повеќе за тоа подоцна. Сега би ве запрашал како започнавте вашата кариера и зошто одбравте токму оваа професија, зошто токму режија? Прашањето е многу тешко, меѓутоа не велам дека не може да се одговори. Секој прашање може да се одговори, иако е можно сложено. Вака, значи, првите мои контакти со театарот, со филмот, со телевизијата, нормално почнале уште во млади денови, најмлади денови, во основното училиште, во средношколските клупи. Меѓутоа, она што е врзано со мене е тоа што јас со фотографирањето, како член на фотокиноклуб, со снимањето на оние камери кои што се уште работеа на целулоидна лента, значи Супер 8, 16 мм. Така да. Тие стандардни формати што беа, навлегов и во театарот и во филмот. Што сакам да кажам? Значи јас ги сликав представите кои што беа во театарот Антон Панов по Струмица, од каде што практично јас потекнувам, значи јас сум роден во Струмица и од таму практично од тие проби, фотографирање на представи, правење изложби по театарски представи, па најпосле и статирање во некои представи, почнав да се подготвувам за приемниот испит и случајот сакаше да токму таа година, 1988 година, се отвори класа на професорот Боро Драшковиќ, кој што веќе беше етаблиран професор, меѓутоа на 4 години имаше приемни испити, значи немаше секоја прва или секоја втора, тука на 4 години. Така беше коинциденцијата. По матурирањето веднаш заминав во Нови Сад. Подготовките беа пеколни, значи се работеше речиси цело лето
Јас присуствував на проби кај одредени режисери, значи присуствував на проби кај Љубиша Георгиевски, кај Бранко Ставрев, кај Владо Цветановски. Правиме мојот, значи, за тој период, значи 86-та, 7-та, 88-та година, период кога одлучував да се запишам на режија, бев убеден, знаете. Сега малку поинаку стојат работите, значи многу е, нели, можеби од друга страна полесно, а тогаш, нели, исто така не било толку тешко, нели, во мојата свест. Бев единствен кандидат кој што практично, нели, се најде на таа листа во меѓународна би рекол, неќе во бивша Југославија имаше повеќе, нели, кандидати од околу 300 кандидати. Единствен кој што го примија од Македонија во класата составена од 5 луѓе. 5 студенти? Да, 5 студенти од цела Југославија. Јас бев единствен од Македонија и го положив приемниот испит и многу ми е мило што влегов во таа класа која што ги негува искуствата, значи од Станиславски, Барба, па сите тие школи се вкрстуваат и театарски и филмски, таму бил и Јержи Кавалеровиќ, таму биле Иштван Сабов, врвни луѓе, и Питер Брук, нели, од театарската фела, една плејада на автори кои што биле специјални гости, предавачи, и заедно со професорот Боро Драшковиќ се обидовме да создадеме некој таков, нели, автентичен дух на таа школа. Тука работеше своевремено и Харис Пашовик, тој беше асистент, исто така професор, подосна отвори своја класа во Сараево, сега е еминентен, успешен, или продуцент и режисер. Харис Пашович и колешката, асистентката Маријана Прпа Финк. Мислам дека тоа искуство е драгоцено. Сега, кога завршивме, кога дипломиравме, што после, нели, се судиривме со една друга филозофија, со една друга логика на нештата во професионалните театри, ситуацијата, нели, еволуираше, стандардите на македонскиот театар, па и на филм веќе ги променија параметрите, затоа што се распадна еден систем 91 година, па се влезе во друг. Влеговме, нели, во таа, нели, нова, нели, би рекол, стандардизација. И многу ми е драго што дипломската представа ја правев во Македонскиот народен театар. Се работи за представата Крајот на играта на 4 декември, значи токму Новој ден. денешен ден. И многу ми е драго што таа представа отвори една нова етапа на постмодерниот театар, односно на читање на релативно модерен, а веќе од денешен аспект и класичен драмски текст, Крајот на играта од Семюел Бекет, Нобеловец кој што е за мене број 1, да речеме, покрај еден Кафка, нели, покрај. Да, јасно. Нели, и многу ми е драго што таа представа се играше неколку сезони, дипломската представа, после се отворија вратите и во други театри, нели, секаде имам режирано во сите професионални театри во Македонија, значи освен во Ковановскиот. Така, на самиот почеток веќе споменавте дека имате режирано во сите професионални театри. На самиот почеток од вашата кариера имате режирано и на сцената на театарот во Штип. Така е. Нашиот матичен театар, кај што ние ги следиме представите. Нешто повеќе за тој проект? Така, Штипскиот театар е мощна и интересна институција која исто така ја негува соработката со млади, нели, со иновативни режисери и има поседува актери кои што се извонредни, значи од сите генерации. Првата представа која што работев беше Македонска емиграција по истоимениот текст на Војдан Чернодрински. Мислам дека со таа премиера одбележавме и 100 годишнината од праизведбата. Значи првата изведба била, значи тоа е, значи таму нека 1900-та, ако не се лажам, година. И се работи за една представа која беше преработка или адаптација на една наша, нели, класична драма на основоположникот на македонската драматургија. Потоа представата се играше, нели, нели, повеќе пати и беше успешно прифатена. Ја снимавме за македонската телевизија и емитувана неколку пати. Постои снимката, значи професионална снимка телевизиска. Следната представа која работи во Штипскиот театар беше Мрсна чуденка од современиот македонски писател Братислав Ташковски, една можна интересна
комедија, значи еден текст кој што така ги вкрстува жанровите, значи не е класична комедија, туку е така една, би рекол, повеќе гротеска со елементи комични кои што од време на време нели влегуваат во тоа отворање на приказката на семејното јадро или на една фамилија транзициона и посттранзициона. Исто и таа представа беше доста успешно прифатена од публиката и се надам дека нели таа соработка нема да престане. Така. Споменавте дека Бекет за вас представува едно совршенство. Ајде малку повеќе да ги запознаеме нашите слушатели каков е стилот на Тренчовски, на кој жан по-конкретно се посветувате? Па видите, ако правиме некаква вивисекција на работите, некаква анализа на репертуарот или на изборот на текстови, јас ги одбирам претежно модерните драми, значи она абсурдистичка струја, значи така. Бекет, Јонеско, Олби, Пинтер. Меѓутоа се навраќам и на корените, значи тука е еден Георг Бихнер и еден Станислав Виткевиќ Виткаци. Меѓутоа давам простори на младата македонска драматургија, затоа што се случувало да првите драми или произведбите на некои писатели кои што веќе стана фактори во држава, меѓу кои првата драма на Венко Андоновски, Адска машина, тука се драмите нели на Братислав Ташковски, тука се драмите на Жанина Мирчевска, на Сашко Насев, на писатели кои што на некој начин отворија нова етапа во едно можеби подавнешно време. Тука се Митко Маџунков, Басе Манчев и низа нели реномирани писатели кои што некако по сензибилитет сум ги наоѓал во моите режисерски концепти, сум ги одбирал тие драми или пак сум нарачувал во одредени ситуации да напишат текст за мене. Многу е тешко нели кога современ писател наговараш да се прилагоди до твоите барања, до твојата нели концепција. Се надам дека сите тие нели соработки вродиле со некаков заклучок, со некаков плод кој што е евидентен. Повеќето представи ги имам архивирано како ТВ снимки и се радувам што нели сепак како релативно млад режисер, значи мислам дека бев најмлад режисер на Балканот кој што направи еден циклус представи таму некаде, значи од 90-та година па до 95-та-6-та година една низа представи што навистина секој млад би посакал да ги направи. Тука не изостануваат представите кои што се правени по мотиви на одредени текстови, па компилирани или драматизирани во ново драмско ткиво. Тука би ги споменал представите Звучни слики и Луна Прима. Тоа се мои две драмски партитури, значи текстови кои што јас ги подпишувам како автор, затоа што сметав дека е добро да се земат такви мотиви, такви слоеви од клучни некои драми, па да се направи нова приказна и да се направи една нова компилација, еден колаж во стилот на patchwork, нели, драматургијата. Можда значена би ја нарокол и поставката на Словенскиот Орфеј од Зоран Стефановиќ, врвен српски писател, реномиран драмски писател, кој што ми е генерација, меѓутоа тој заврши драматургија и сценарио во Белград и со него направивме една, би рекол, хит представа. Таа представа се играше на речиси сите можни фестивали во Македонија. Исто и за таа представа постои телевизиска снимка. За жал не можеше надвор да отиде затоа што имаше тогаш така наречено културно ембарго, нели? За државите нели од екс-југ просторите и не можевме да соработуваме, да речеме да отидеме на еден битев, на еден фестивал во Белград или на другите фестивали во соседството каде што бевме поканети. Така што тоа се тие некои проекти нели што така ги нафрлив, ги набројав, а во последно време се повеќе ме интересира таа независна продукција, самостојна продукција, тие камерни проекти кои што сте помобилни, би рекол, попрактични и полесни за
И подостапни експлоатирање, да. нели, за играње во други средини, еве со Крајот на кралот, представата што се играше и овде на УГД сцена, нели. Да. Триумфиравме на речиси сите места каде што бевме поканети, и меѓу другото и во Прага, беше во центарот на Прага, значи ние македонски театар не, да речеме, било професионален или пак, нели, независен, самостоен, не играл на тоа место каде што ние игравме, во строгиот центар на Прага, во еден театарот Рубин, каде што бевме неверојатно дочекани, знаете. Така што треба се наоѓаат патеките и патиштата, иако не е се идеално, нели, во реалноста, во системот, нели, во практиката, нели, на институциите, се надам дека ќе се подобрат и тие критериуми и репертоарот ќе се прави според, нели, квалитетните, би рекол, референции и постигнување, и нормално нема да се прават, нели, импровизации, како што, да речеме, се правеле во минатото. Така, почитувани слушатели, сведоци сме на еден пред се млад режисер, но со богато искуство. Господине Тренчовски, од вашето до сегашно искуство, може ли да се оцени на некој начин на вкусот на публиката? Дали филмот или театарот повеќе го сакаат? Вака, јас заминав на академија да го учам филмот. За театарот би рекол дека тогаш бев, нели, лаик. Меѓутоа се случи спротивното. Таму ме инфицира на некој начин со тој театарски вирус и потоа, нели, го научив тоа што, нели, ми недостигаше за театарот и го засакав и театарот. Во последно време се повеќе се афирмира и филмската уметност во Македонија, односно се подобруваат условите за продукција, за филмска продукција. Еве, тоа е случајот и со еден од моите последни проекти, а тоа е краткометражниот филм Игра и спас, кој што се игра на многу фестивали, и светски и домашни фестивали, еве и кај вас на УГД сцена, си го наоѓа своето место. Има побарувачка за тој филм, иако е кусометражен. Значи, што сакам да кажам, филмовите кои што добиваат поддршка делумна или парцијална, нели, односно доволна за продукција на филм, нели, на реализација, на вистина имаат голема, како да ви кажем, улога во креирањето на некој нов филмски репертоар. Значи, филмовите кои што се поддржани од Филмскиот фонд на Македонија, затоа што Филмскиот фонд како институција веќе почна да ги поддржува малку поинтензивно и младите филмски автори, а и оние повозрастните, така што се отвораат конкурси, се распишуваат, нели, разни апликации, нели, за пишување на сценарија и на продукции, така што мислам дека таа перспектива ќе биде позасилена во следниот период и буџетите, да речеме, се подобруваат, затоа што сепак филмот е доста скап медиум, значи скап за продукција. Инаку, кога ќе се направи филмот, знаете, публиката очекува резултат. Публиката не е интересирана, нели, со какви се проблеми се соочува и режисерот и продуцентот и актерите. Меѓутоа, таа сака одлично спакуван продукт, филм кој што, нели, на платното ќе изобилува со својата симпатичност, со својот шарм, со играта на актерите, со визуелната страна пред се, нели, со музиката и така натаму. Така што мислам дека перспективата на македонскиот филм е брилјантна, додека, нели, постои тој фонд, каде што може да младите и автори и продукции да ги црпат своите поддршки кои што се темелат пред се на добри сценарии, знаете. Ако нема добро сценарио, знаете, мислам, и врвните режисери тука застануваат, нели? Не може од една идеја која што е недоволно развиена да се роди филмско дело, напротив, таа мора прво на хартија да постои, нели? Иако во ерата на интернетот и на дигиталните медиуми, многу мина се лажат, мислат дека веќе не е важно да се чита, да се пишува со хартија туку, нели. Не, мислам дека напротив, тие архиви на знаењето во светот, пред се библиотеки, филмски архиви, нели,
и па дури и дигитални форми на архивирање, на чување, се места, се трезори каде што се чува целокупното богатство на светот, знаете, целото културно наследство. И затоа мислам дека ние некој пат се залажуваме дека сметаме дека на интернет постои се, дека е складирано и дека е доволно само тоа, нели, како образовна алатка, нели. Да, интернетот има свои предности, нели. Меѓутоа и недостатоци, сведоци сме на тоа. Тоа што е хартијата, нели, напишаното, печатениот створеното медиум како најстар извор на знаење, знаете, Библијата и Стариот Завет и оние записи на пергамент, што така се е, јасно, древни да. записи, сепак имаат суштината, нели, на тактилноста, знаете. И примерна предност кон запознавање и на нормално секаде си постојат во светот и тие, нели, библиотеки, медиатеки, видеотеки. И во Македонија треба повеќе да се обрати внимание да младите кадри се едуцираат, значи мултимедијално, знаете. Да. Значи не само со гледање, слушање, туку и со читање и со есеистика, со обиди за пишување, нели, развивање на одредени идеи и нормално интеракција на искуствата, соработка со, нели, повозрастните, помладите, нели, генерации, нормално една би рекол модерна комуникација, нели, помеѓу менторите, професорите и студентите. Така, тоа е сега оние блокбастерски остварувања, како да ги кажам, оние и во ова време она што е напишано се почесто се применува на филм. Овде ви е прашал со самото тоа дека ние сме сведоци на оние турски, индиски серии кои што ги гледаме по нашите телевизии, медиуми. Се помалку сме приматени на она што може да го понуди македонската филмографија. Каде се нашите филмови и серии по медиумите? Зошто ни е таква ситуацијата? Па не знам. До кого е? Дали до публиката или мислам дека самите креатори на програмските шеми и на репертоарите се во некој, би рекол, во некаква дилема, или во некаков костец на загадката, дали да се увезува странска серија, дали тоа е, мислам, ефект кој што ќе биде подрагоцен или покомерцијален, или да се направи продукција на собствена. Мислам дека се негуваат и домашните продукции, иако тоа е малку би рекол, помалубројно, во споредба со тие, нели, странски серии, како што ги рековте, нели? Да. Турски, индиски. Така, јас лично многу малку и време имам, а и желба да ги гледам тие, мислам, серии. Мајка ми, која што е, нели, повозрастна, ги гледа тие и веројатно целта тие серии ја остваруваат токму со таквата популација, односно со преку луѓето кои што го имаат своето време да ги следат, да седат, нели, пред малите екрани и да тие маратонски серијали ги следат. Значи за тоа е потребно време сепак, а во поглед на застапеноста или незастапеноста кај нас во Македонија за домашна продукција, мислам дека навистина се правеа некои прекини, нема континуитет, значи, на едно негување на такви македонски серијали. Јас работев на филмска серија Бумбари, тоа е 94-95 година, значи првата македонска урбана, би рекол, серија, каде што промовиравме низа млади актери. Со македонската телевизија беше тоа, по сценарио на Сашко Насев, таму ги промовиравме, значи, тука беа Васил Шишков, Тони Михајловски, Јордан Симонов, Јелена Жугиć, Дона Димовска, значи една низа, би рекол, плејада, значи Звездана Ангеловски, сега да не ги направим сите, значи добро познати и сега актери. Млади кои што веќе, нели, се развија почнале во тој период високи професионалци, тоа беше еден импулс на нов сензибилитет, знаете, во македонското актерство, а и творештво пред се. И во поглед на телевизијата, значи драмската продукција во телевизијата, а понатаму и во театарот, нели. Затоа сметам дека е многу значајно негувањето на домашната продукција и затоа треба да со писателите пред се договараме да правиме стратегија и нацрти за нудење на самите продуценти во телевизиите да што повеќе го негуваат тој вид, нели, на драмска продукција, дали се тоа краткорочни или долгорочни серијали,
да се отстапуваат нели, средства, внимание, простор, а и нормално и самата публика тоа ќе го сака, доколку тоа е нели направено професионално. Мислам дека имаме потенцијал тоа да го постигнеме. Така, еве ги спомнавте писателите и вие пишувате. Дали вашето творештво се темели на драмски текстови, сценарија? Па вака, јас не се амбицирав премногу како драмски писател, нели, или како поет. Гледам дека во последно време, нели, многумина сакаат да ги пречекорат, нели, скалилата и да прескокнат, нели, од 8 или 9 одделение да станат магистри и доктори, што е невозможно практично, знаете. Таа патека мора природно да се изоди, знаете, мора скалило по скалило. По временски па период. дури и во уметноста, нели, во културата. Се лажат тие што ги замајуваат, нели, и јавноста и своите најблиски, па и нели и оние кои што ги следат случувањата од надвор, нели, директно или индиректно, дека нели за поет, за режисер, за актер, нели не е битно школото, демек талентот е вроден и дека нели можеме, да, така било не на запад, така било овде, така било на друго место. Исклучици има, да, нормално. Меѓутоа, знаете, културата и уметноста се темелат на правила, на законитости. Сепак, ако постојат академии, ако постојат факултети, едукативни, нели, центри, институции за усовршување на знаењето, значи и за степенување во тоа, нели, магистратури и докторати и во поглед на хуманистичките науки, значи во поглед на хуманите науки и уметноста, зошто да не? Зошто да тие се подценуваат во поглед на медицината, дали, во поглед на да речеме тие полиња. И затоа сметам дека треба знаењето да се темели пред се врз здрава теорија, значи врз сврста теорија, врз база која што е теоретска, а понатаму низ искуството, низ практиката да се наоѓаат начини, патишта да проектот кој што е замислен да се реализира што полесно, значи што попродорно и поагресивно, затоа што во поглед на таа кампања, во поглед на рекламите и на начините каде што се пласираат, нели, тука имаме многу можности да преку интернетот, преку радијата, телевизиите, да ги пласираме нашите нови вредности, нашите нови дела и затоа сметам дека младите се повеќе треба да си го наоѓаат патот, значи во образовниот систем, значи да ги поминат сите тие скалила, нели, на образование и да паралелно со тоа си ги работат своите практични дела за да веќе созреат, нели, при крајот на тој процес, нели, кога ќе дипломираат, за созреат во значајни креатори, во личности кои што се подковани и теоретски и практично. И затоа сметам дека малку се измешани од време на време лончињата, нели, која станува збор за ценење, за афирмирање или негирање на вредностите. За жал, нели, имаме примери, да не правиме сега, нели, детална анализа, меѓутоа имаме примери каде на одредени, да речеме, и режисери, па и писатели кои што конкурирале на одредени фондови, им се прогледува низ прсти, знаете. Значи, за некого важи критериумот образование, искуство, нели, пракса и сите, да. А за некого не важи, знаете, имаме и филмови подпишани од режисери кои што немаат завршено, нели, режија, знаете. Значи, од љубов. Да, меѓутоа тоа се така суми кои што навистина треба да се оправдаат. Знаете, се работи тоа е поопширна тема за дискусија. Се работи за една генерација која што навистина сака да се посвети во тој нели, сегмент на создавање и мислам дека треба општеството да им ги даде сите услови
така што еве и со филмскиот фонд, а и со фондот на Министерството за култура и на општинските фондови за поддршка на културата и уметноста, мислам дека и младите, а и оние повозрастните почнуваат се повеќе да засакуваат уметноста на некој треба да ги начин. црпат тие можности и да прават, значи што поуспешни, поинтересни представи и да го опипуваат пулсот и на публиката, знаете, и многу е важна публиката тука да се прават некогаш и такви строго наменски представи и одбележување на настани, значи врзани со нашата историја, со нашето наследство и секако да се трага по некои нови форми, алтернативни форми во истражувања, во лабораториски принципи на работа и така да се прави комбинирање од сите нешта за да секој си го најде нели своето место, Својот пат, своето место, да, во така. тој нели систем на вредности. Така, на самиот почеток споменав дека вие сте еден од почестените гости со вашето присуство на Угада сцена. Угада сцена е проект кој што се одржува по трети пат. Оваа филмска вечер е посветена на вашите дела и вашите филмови. Всушност Игра и спас и Духот на татко ми се филмовите кои ќе бидат прикажани. Филмот Игра и спас има 9-то представување вечерва на Угада сцена. Овој филм се прикаже во Белград, во Скопје и во Париз. Дали мислите дека трудот и работата или само едно дело е доволно да ве направи успешен режисер и односно кој е патот до успехот? Па вака, значи, најпрво да се заблагодарам вака и јавно, нели, за поканата и за честа, нели, што е укажана, што моите проекти се дел, нели, од ова мощна значајна културна манифестација во Македонија. И со ова представување на двата филма на некој начин ја продолжуваме соработката. А и тие наоѓаат посебно место, да речеме, во репертоарот, во мрежата на дистрибуција во Европа и во светот, затоа што, како што спомнавте, Игра и спас има вечерва 9-та проекција, токму во Штип. Пред тоа беше вече во Белград, во Париз, во Москва. Последен фестивал што беше во Лугано, во Швајцарија. Допрва ќе оди, нели, и во други европски и прекоокеански дестинации. Многу ми е драго што тој филм го гледаат и во Македонија, знаете, што не е случај со краткометражните филмови, затоа што нели краток филм нели може да се види ќе се тражи само по YouTube и на телевизија, меѓутоа овој филм го нема уште нели на интернет. Уште во таа редовна би рекол дистрибуција во Кино Милениум имавме свечена премиера на Скопскиот филмски фестивал на 21 април беше тоа. И многу ми е драго што и штипската публика нели го гледа филмот, а и другиот филм Духот на татко ми, кој што веќе трета, четврта сезона со успех се прикажува во Македонија и надвор, и тој филм е некако врзан со мојот афинитет, нели? Документаристиката, значи другиот нели е игран филм, а овој документарен. Еден од повеќето мои документарни проекти кои што се врзани за личности што оставиле своја трага во нашето место, нели, во нашето општество. На овој филм му претходеше филмот Верувам во Македонија, правен по мотивите, нели, биографски и нормално и пост би рекол рефлективни за Борис Трајковски, знаете. За председателот Борис Трајковски тој филм имаше повеќе верзии, значи неколку прикажувања, таа последната верзија на 35 мм е складирана во кинотеката на Македонија. Бевме во Будимпешта да ја направиме таа постпродукцијска обработка и на некој начин се одбележаа повеќе моменти врзани за животот и делото, нели, на прерано починатиот председател Трајковски, а овој филм кој што е дел од Угада сцената, филмот Духот на татко ми е правен по мотиви на животот, нели, и на неговото битисување на актерот Ристо Шишков, кој што исто така прерано почина под би рекол мистериозни околности, многу кратко
траеше неговиот животен и работен век, а за среќа тој остави многу со своите филмови, со своите представи. Во филмот учествуваат 20 на негови најблиски соработници, пријатели, колеги кои што биле дел од неговото обкружување. И во филмот има и низа на филмски инсерти, земени од неговите филмови, значи, и фотографии од неговата последна представа Иванов. Тоа беше 1984 година. Во Маната, значи тоа е негова последна представа, каде што тој маестрално триумфираше во насловната роља и за жал, нели, во 86 година тој го заврши својот живот, значи онака трагично. Како што Запуштен и од оние кои што требаше да го афирмираат своевремено, значи тој беше многу неправдан, би рекол. Неговите филмови своевремено беа во бункер, значи беа под ембарго да не бидат прикажувани, затоа што би имаше таква фаза на цензура, знаете, еден период. За неговите филмови, значи се водеше судски процес, за него, нели, постојат и досиеа кои што доправа се отвараат и дел од тоа истражување, нели, за онеправдувањето на личноста на Ристо Шичков ја пласира, ја презентира и филмот Духот на татко ми, каде што примарен акцент му давам на неговиот син, значи на акторот Ристо Шичков, Васил Шичков, се извинувам, неговиот син, кој што на некој начин од свој агол, значи од свој машки агол, дава ново светло на нештата и ги подкрепува со своите аргументи, со своите сеќавања и со своите искуства и собеседништва со татка си. Сега имам јас идеја и за еден друг филм на истата тема, меѓутоа не го откривам сега, затоа што сепак за тоа се потребни, можеби, поинакви, би рекол, и согласности, а и дозволи, нели, од одредени институции, затоа што да се запати со таква тема е макотрпен процес. Самото истражување мое траеше 2,5 до 3 години и многу луѓе избегнуваат да учествуваат во таков филм, во таква деликатна тема, затоа што можеби се плашат некако, се подисплашени од другата страна на вистината. Знаете, во таа материја може да учествуваат и секако и неговата ќерка, нели, неговата ќерка Јоана, и неговите блиски кои што нормално сакаат да кажат еден нов, би рекол, агол, еден нов импулс да внесат во нештата. Меѓутоа тоа е веќе тема за можеби за еден серијал кој што треба да се развие сега, ако се овозможат услови, добро е да се прави, нели? Ако не, може ќе почекаат други времиња за тоа. Оно што го прави Горан Тренчовски успешен и Астерфест, меѓународен филмски фестивал кој што започна да се одржува 2005 година. Нешто повеќе околу тоа, која е официјалната компетенција на фестивалот, учесници и награди? Па вака, да, фестивалот Астерфест е на некој начин моје второ чедо, значи јас сум татко на 10 годишниот Лука, а јубилејниот Астерфест следната година, значи во мај, конкретно на 27 мај ќе го има своето 10-то издание. Основач сум заедно со мојата сопруга на таа манифестација, посебно ми е драго што тој е веќе брендиран во вистински курс, во една насока која е меѓународна, значи тој е вмрежен во сите тие, би рекол, моменти на соработка, на интернационалната мапа на фестивали и имал своји представувања и во светот, а и кај нас, значи своји репризни проекции сме имале и во Скопје и еве и во Штип, нели, правиме филмска вечер која што е дел од таа наградената програма, значи таа форма ја практикува фестивалот, ја негува, значи кусометражната форма. Сега имаме размисли да понатаму дадеме соодветен простор и за долгометражните филмови на фестивалот.
Фестивалот има, значи, компетиција која што е составена, значи, од играни, документарни и анимирани филмови. Секоја година правиме омаж и на одредени лауреати, на филмски режисери, автори, кои што се закитуваат со таа меѓународна награда Астер. Ова година носител на тоа признание беше Карпо Година, познат, нели, и професор, и режисер, и значаен филмски деец во Балканот и балканските, во европските, нели, контексти. Тој своевремено, кога го отслужувал воениот рок, мислам, воената обврска, тој бил, значи, во близината на Старам Заелино и го направил тој филм за љубовните вештини. Еден мал, нели, филм, едно големо ремек дело, кој ќе биде прикажан, нели, исто така на ова пригодна програма на УГД сцената. И тој одржи мастер клас во траењето додека траеше Астерфест. Се надам дека на следното издание ќе има и други специјални гости кои што ќе си го најдат своето место, и многу е важно што тој фестивал веќе ја затвори таа, би рекол, меѓународна филмска катета, би рекол, затоа што ако најстариот фестивал за филм во Македонија е Браќата Манаки, нели, во Битола. Да. Па понатаму се појави еден исто така мощен значен фестивал, Скопскиот филмски фестивал. Нели, тој фестивал кој што ние го промовиравме, Астерфест во Струмица, на некој начин, нели, го затвори тој триаголник. Меѓутоа, еве и во Штип има публика, и во Штип има расположение да се негува таа филмска уметност, и вашата манифестација е вистински чекор и вистинска, би рекол, насока која треба допрва, нели, да ја добива и поголемата поддршка од меѓународните фактори, за да биде, еве, можеби еден ден, нели, и не само домашна, нели, туку и меѓународна манифестација која што веќе го има својот, нели, углед и своето реноме, и еве ги упатувам и благодарностите, а и комплиментите кон организацијата на таа манифестација, затоа што сметам дека е значена и треба сите тие искуства и дела да се пренесат и кај помладите, а и кај оние кои што се пасионирани гледачи, кои што се дел, значи, од филмскиот опус свет, на сите, и од филмскиот свет, и штипјани, а и оние кои што престојуваат овде, или како студенти, или како, нели, патници, работни обврски, да бидат дел од публиката и да одвојат дел од своето драгоцено време за да го дадат својот личен прилог на УГД сцената. Така, господине Тренчовски, ви благодарам уште еднаш за вашето присуство и за вашата прифатена покана за да разговараме заедно. Ми беше огромна чест. Ви благодарам и вам, и се надам дека ќе се видиме во некој, нели, време со исто така некој нов повод. Така.